10 октомври 2024 година останува запишан како датум кога фудбалскиот клуб Вардар доби нов газда. Во медиумите излезе соопштение, па да го слушнеме така препеано да кажам. Што кажува соопштението, Драгутин? Токму така, сообщението е подпишано од новиот газда Атила и на прв поглед изгледа кратко, кусо, многу бегло, да не речам и штуро, со некои основни информации. Меѓутоа, сепак оно што е најважно, што јавноста ја интересира и која јавноста успеа, посебно вардаровите навивачи, да дознаат од ова сообщение, дека Вардар е купен од нов газда, нов собственик, турчин по националност со унгарски бизнис, каде што се откупени 85% од акциите на Вардар. И она што е многу важно во сообщението, децидно стои дека новиот газда Атила се решил да го купи Вардар, откако во таа работа го убедил славниот Пурамен, извршниот директор на Вардар. Што му кажа Пурамен на Атила за да го убеди да го купи Вардар? Ова информација, ова реченица во тоа официјално сообщение, покрај другото дека они барале клуб во Средна Европа и на Балканот, навистина побудува ваков внимание и интерес. Предпоставувам дека извршниот директор на Вардар го информирал новиот газда во контекст дека Вардар нема своји службени простории, нема свој стадион, дека Вардар е во финансиска криза со долг од 3,5 милиона евра, преку 5 па до 7 милиона евра, дека навистина не располага со некаков имот кој стои на хартија или на имотен лист со Вардар. Предпоставуваме дека го информирал и дека клубот долго време кубури со финансии, дека играчите играа без пари пред 2 години. И едноставно дека Вардар тренира во можеби добри услови, реални услови, меѓутоа и таму не е собственик и газда, тоа е на концесија каде што Вардар има право да тренира 25 години, а веќе едно 7-8 години мислам дека се поминат. Добро, по сето ова што го кажуваш, јас да сум Атила и да ми го кажеш сето ова, јас ќе избегам што подалеку од такво нешто, а не да влезам. Не може да е тоа, значи долгот на Вардар и сето ова што го наброја, немањето, допирањето на дното, да кажам, не може да е тоа причина Атила да сака да влезе во некој клуб или било кој друг да сака да влезе во некој клуб. Мора да има нешто друго, не може да е тоа. Не е тајна дека Вардар службени простори, ајде до вчера немаше, ако сега се сметаа службените простори на Хиподром. Меѓутоа Вардар е сепак бренд, клуб со долга традиција, долго име. Предпоставуваме дека Атила, можеби Пурамен, го убедил Атила во таа работа дека Вардар е навистина силен бренд со долгогодишна традиција. Од друга страна, кога се финансите и она што викаме строго бизнис делување, навистина една изворедна небулоза, би рекол, и многу голем број прашалници како сето ова ќе успее новиот газда Атила да го нивелира, да го издрвни долго. Ајде, сепак јас мислам и така, јавноста мислам дека истото го дел од јавноста го дели истото мислење, дека не е баш ова причината за влегувањето на Атила. Патем да споменеме, нели, односно ти спомена дека Пурамен е тој кој што го убедил. Можеби ќе излезе, така пишува сообщението сега. Можеби ќе излезе новиот газда или можеби ќе излезе од раководството на Вардар кој да биде назначен да излезат и да кажат со што е тоа, пошто нели се потенцира дека е убеден од страна. Со што го убедивте ве? Тоа е убаво да се сподели, нема зошто. Ова констелација на односите и информирањето од страна на Вардар и од страна на извршниот директор, на спортскиот директор, на членовите на управниот одбор, кој нели рековме веќе се на платен список, е сосема отворено. Сега нема недоумици дека тие се газди 85%. Добро, и треба да информираат. Имаме информација која што ќе ја споделиме за колку пари Атила го купи Вардар или го доби, ајде, ако не го купи, го доби на дар, за колку пари го доби Вардар? По мене, како новинарски гледано или од основните новинарски постулати, таа информација треба да стои во сообщението и релевантно, не е тајна, тие што сакаат ќе дознаат. Значи Вардар е продаден од страна на Сдруженијето 35 години комити кој го има апсолутното мнозинство на 100% акции за 25.000 евра, односно продадени се 25.000 акции на акционерското друштво Вардар по цена од 1 евро за акција. Тоа е десетна информација, точна информација.
Добро, имаме 85% купени од Атила за 25.000 евра. Имаме 15% за кои што ќе кажеме нешто подоцна што остануваат на комитите. Она што се наметнува како прашање е и дали овој долг кој што никогаш не успеавме прецизно да дознаеме колку е, значи долгот на Вардар од минатото, Атила ќе го превзема и долгот? Најверојатно да, иако очекуваме официјална потврда, реков, од новите структури на Вардар кои сега имаат одврзени раци и доминантна собственост, да ја известат јавноста за ова. Меѓутоа долгот влегува во купопродажбата на Вардар. Де факто ниската цена од 25.000 евра според некои толкувања кои ги подобро ги знаат односите на берзата, како сето тоа оди, вела дека всушност ова е дар на Вардар. Вардар се дава подарок со тоа што се преземаат долговите, кои рака на срце не се точно утврдени. Оперираме со 3,5 милиона до пред сезона и пол, година, две. Во овие 2 години се направени нови долгови, па влезе Новоматик со 1 милион спонзорство, од кој веќе имаме информација дека 400.000 евра се потрошени за овие 3 месеци. Така што десетен одговор е Атила го презема долгот, меѓутоа колку е долгот точно тешко кој може да каже, освен официјалните директори, управата, раководството или не знам кој што нели во кога сме кажали во претходни емисии дека требаше да излезат со некое официјално соопштение, пред се спортскиот директор даде таква изјава дека ќе излезат официјално соопштение што било јавноста го чека тоа. Да. Очекуваме уште, можеби ќе има, можеби не. Нешто ми интересира мене, а што ме интересира мене како еден навивач на Вардар, претпоставувам ги интересира и другите. Толку ли не се најде некој друг од нашава држава, бизнисмен или нешто, па мораше да се чека Атила да дојде и пурамен да успее да го убеди за да го превземат Вардар. Што мислиш ти за тоа? Со други зборови, прашуваме дали 25.000 евра за македонските бизнисмени е голема сума на пари. Мислам дека не станува збор за оваа номинална вредност и искрено лично немам десетен одговор за ова, иако не е добро. Можеби конструктивно, генерално е позитивно што Вардар застанува во тој слободен пат, каде што ние го кажувавме, меѓутоа остануваат многу отворени прашања, многу прашалници, како целата оваа финансиска конструкција ќе се затвори. Можеби од тој аспект овие бизнисмени за кои зборуваме и кои во Македонија ги има не толку малку во голем број, не се заинтересирани за Вардар, кој по мене лично мислам дека ќе се сложиш, не е добро. Значи требаше да дојде инвеститор од страна за пак да го спаси Вардар, да каже. Добро, кога веќе го спомнуваш ова, убаво е да се каже дека и добро е што доаѓа, ете, па дали се викал Атила или се викал не знам како, добро е што доаѓа затоа што Вардар го допре дното. И релевантно дали Пурамен го убедил или не го убедил. Иако еве ја лично мислам дека тоа е некој пиар трик, ама позитивен у целата конотација за Вардар. Така, добро е што доаѓа затоа што Вардар веќе немаше каде. И со милионот од Новоматик, мачење, играта, тренери менување, милион работи кои што значи, за да бидеме јасни, две транши по 200.000 евра од спонзорството на Новоматик веќе се префрлили на Сдруженијето 35 години Вардар, со кој се сервисираат тековните плати на фудбалерите, договорите на засилувањата, режеските трошоци, секретаријатот, економатот, сето тоа се луѓе кои треба да земат плати. И парите брзо се трошат. И простата математика вели дека Вардар ќе потроши 1 милион евра за 6 месеци, за една полусезона, која е реално и не е некоја екстра сума, ако парите се трошат како што треба и ако има резултати. Ќе зборуваме во наредните емисии околу висината на договорите и должината на нивното трајање, па ќе биде појасна оваа финансиска ситуација. Добро, ова се добри информации, значи многу прашања останаа неодговорени од страна на, ајде да кажам, и официјалното раководство и сите оние што се околу Вардар. Овие се информации до кои што ние дојдовме, пак ќе кажеме за нас веродостојни, веќе покаже времето ќе излезат, претпоставувам со соопштение, веќе ништо не можеме да бидеме сигурни дали ќе излезат со соопштение или не. Само ќе прекинам дигресија, не соопштение, треба јавна пресконференција. Добро, на новото раководство и на новиот газда. Значи, ако соопштението е подпишано од новиот газда, Будимпешта не е на крај на светот. Може да дојде во Скопје новиот газда заедно со раководството да одржи пресконференција. Останува нешто да виси во воздухот што е нејасно, што сите нас немалку ремети,
значи нејасноти, прашалници, но фактичката состојба околу акциите и околу сумата е оваја. Треба да биде оваја. Дури и овие прашалници, јас би рекол дека се у позитивна конотација за Вардари и ќе следи одговор. Ама секогаш би требало да следи одговор. Да ги тргнеме личните ставови спрема луѓе, спрема апсолутно. Сега зборуваме за Вардар, зборуваме за Вардар и ова што се случува генерално е позитивно. Полошо од тоа што беше претходно не може да биде, така да е позитивно. Ајде да го искоментираме само ова уште, без разлика кој го купува, без разлика кој ќе биде начело на ФК Вардар сега од како е купен или земен на дар. Остануваат оние трите точки кои што после трите точки има 15% остануваат на комитите. Комитите ќе бидат оние кои што ќе го имаат будно отворено окото и кои што наблюдуваат и учествуваат конструктивно со тие 15%. Во сите тела и органи на фудбалски клуб Вардар комитети кои учествуваат со 15%, дали во управен одбор, ова се однесува, да, се извини само малку, ова се однесува на сите оние кои што сме исплашени. Еве и јас се ставам во тие дека кога сме исплашени од нешто ново, кога сме во прашалници резервирани да кажам, значи комитите се тука со 15%, тоа не е малку, тоа е сосема доволно и повеќе за да се држи клубот под контрола на оние кои што се докажани дека најмногу го сакаат и кои што се докажани дека навистина му мислат добро и тука нема прашалници кај нив. Тоа е многу важно. Пред да ги кажеме овие, прочитаме децидно овие 3-4 услови кои стојат во договорот при давањето подарок на Вардар или при процесот на купо-продавање, исто има една чиста ситуација дека сега новиот газда на Вардар може да назначи свој председател за 5 минути и да се расчисти таа дилема. Кој е председател на Вардар, кој е подпредседател, да се формира тој управен одбор. Мислам дека тоа треба да биде јасно и транспарентно. Ајде да ги наброиме само работите кои што комитите ги имаат ставено во услов за овој даден дар на Атила. Така, тоа е многу важно и ќе се обидеме да ги презентираме децидно како што стојат во договор. Значи, внимавајте, овие неколку работи кои што стојат во договорот со новиот собственик на ФК Вардар, а се однесуваат на 15% што ги имаат комитите, се многу важни во целата работа како понатаму ќе се случуваат работите во ФК Вардар и нудат едно смирување за сите оние кои што имаме прашалници. Кои се работите, другото? Број 1, она што е најважно за Вардаровата навивачка армија е дека во договорот е исклучено препродавање на фудбалски клуб Вардар на трети лица. Значи, невозможно е новиот газда Атила со сите оперативци во Вардар, извршни директори, спортски членови на управен одбор и така натаму да донесат одлука дека Вардар може да биде препродаден на трето лице. Тоа е чиста работа. Многу важно. Може ли да имаме... Ајде, да не те прекинувам, продолжи. Втора работа. Символите на Вардар, логото, црвено-црната боја, адресата на клубот која се поврзува со градскиот стадион, каде што Вардар му е папокот исечен, вклучувајќи го и помошното игралиште, нели, кое му е на некој начин одземено. Сето тоа е регулирано со точки во овој договор и тука нема никакво поместување. Че Вардар мора да го задржи логото, мора да ги задржи црвена-црната боја како основна и резервна, нормално бела, не знам каква, и адресата на клубот. Тоа се работи кои не може да бидат поместени во иднина. Само да потенцираме дека ова не е направено специјално за овој собственик, ова е направено многу поодамна од како комитите застанаа како мртва стража, како гард да го штитат и да го чуваат клубот. Од поодамна се направени сите овие работи кои што кој и да дојде во клубот нема да може да игра со овие нешта. Овие нешта беа изнесени во јавноста од страна на ВД раководството, поранешното веќе сега морам да кажам раководство, ВД раководство на Вардар и беа ставени на ачик на јавноста дека секој што го сака да го купи клубот за овие 3-4 работи не може да мрда. Тоа е услов. Многу важен исто момент е тие 15% носат свој човек во сите структури на Вардар. Значи секаде ќе има сразмерно од тие 15% ќе има комитите, оние на кои што сите сакаме да им веруваме, се докажале како најверни на Вардар
имаат свој човек. Тоа е тоа будно око кое што го имаме и кое што ни дава спокој во целата оваа ситуација. Со тоа што останува ризикот околу финансиската конструкција. Јас само што сакав, ако заврши околу ова со комитите, сакав еве нека биде и тоа за крај, да прашам, во моментов ми доаѓа како прашање, може ли да се заштитиме од уште еден Самсоненко, веднаш да потенцирам, на страна сите резултати и успеси и најголемите успеси на ФК Вардар кога е Самсоненко во прашање, него да се заштитиме од уште еден Самсоненко кој што склучи договор на 10 години ми се чини со ФК Вардар, а за 3 години си замина. Можеме ли да се заштитиме од тоа? Дали сме заштитени од тоа? Ова стои исто како еден голем, би рекол и црн прашалник во овој договор за купопродажба, ако другите нешта се решени, хипотетички останува секогаш отворена опцијата новиот газда Атила да не може да го издржи финансиски овој товар на Вардар и после 3-4 години, 2 години, не знам колку, да спортски кажано да крене раце од клубот и да замине. Мислам дека тоа не е регулирано, иако неговите вложувања се 1,5 милиони евра првата сезона, првата година и секоја наредна година по пола милион. Ми се чини ова е. Ова мора да излезе. Значи мора раководството на ФК Вардар да излезе. Со овие податоци мора да излезе со овие податоци. Глупаво е да се Јас мислам дека ќе излезат. Ова нема логика овие работи да не се објаснат на сите. Нема и зошто да се Нема кријат. зошто да се кријат. Која е причината да се кријат сумата заради која што е купен Вардар? Која е причината да се крие што се планира со тренерот, што се планира со играчите? Дури и како ќе се расчисти долгот, на кој начин? Така е. Со репрограмирање на долгот во државните институции, со одложено плаќање на правните лица и фудбалерите. Тоа ќе го оставиме за следна прилика. Тоа ќе го оставиме за следна прилика. Мене ми останува да верувам дека ова сето што се случува ќе оди на добро, да останеме конструктивни и позитивни. Прашалникот секогаш ќе стои како прашалник, но имаме спокојство затоа што 15% се на оние на кои што јас им верувам. Можеме да привршуваме тука емисијата Другутов. Со нова емисија ќе се јавиме за некој ден, можеби веќе уште утре. Здравје Боже, ќе видиме. Само би додал конструктивно во како да се сврти оваа ситуација. Наопаку ова не може да биде негативно за Вардар кога барем играчите знаат дека ќе играат и ќе бидат платени. И оние кои работат за Вардар. Тоа е најпросто кажано, нема да има веќе недоумица. Од друга страна, како ќе оди работата останува да бидеме информирани, да го следиме Вардар и дај Боже да оди на добро. Она што го рековме дека останува како неизвестност останува, она кое е гарантирано, амбициите на новиот газда треба допрва да ги слушнеме. Тоа беше се од нас за денеска. Ако ви се допаѓаат нашите емисии, притиснете лайк, притиснете subscribe, дадете ја вашата поддршка. Ние остануваме тука со Вардар и со другите работи актуелни околу спортот. Довидување до скоро.